Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисим Менада. Во нив ќе гледате. Некои од училиштата во Тетово штедат на грејење, затоа што цената на енергенсите се покачува, но и снабдувањето со нафта е отежнато. На Универзитетот во Тетово се одржа дискусија на тема справување со нелиберални и евроскептични наративи. Секој 10 жител е со одреден степен на бубрежна слабост. Денес се одбележува светскиот ден на бубрегот. Некои од училиштата во Тетово се принудени да прават рестрикции во грејењето на просториите, затоа што цената на енергенсите се покачува, но и снабдувањето со нафта е отежнато. Енергетската криза ги погоди образовните институции во Тетово. Училиштата мора домаќински да менаџираат со нафтата за објектите да бидат затоплени, особено овие денови кога температурите на воздухот се ниски, а поради ковид протоколите мора и да се проветрува на секои 2 часа. Од управата на медицинското училиште по реакциите на дел од родителите дека училниците каде што учат нивните деца не се доволно топли, велат дека засега состојбата е под контрола. Искрено кажано, ние се обидуваме максимално, што би се рекло, домаќински да го менаџираме процесот на грејењето. Ние сме свесни за тешката ситуација во која се наоѓаме општо како држава, како општество, во смисла на цените со кои се соочуваме. Заради варирање на цените, ние се обидуваме и максимално го менаџиравме и сега за сега имаме. Сега дали ќе ни помогне и времето како ќе завршиме се до крај, тоа ќе треба да го видиме. Од секторот за јавни дејности при општина Тетово потенцираат дека тоа е глобален проблем, бидејќи поради покачувањето на цените на енергенсите, средствата на блок дотациите кои ги имаат училиштата не стигнуваат. Велат дека во некои училишта мора да се прават рестрикции во грејењето, затоа што и снабдувачите не можат да обезбедат нафта. Значи компаниите што соработуваат со училиштава и што ги снабдуваат училиштава со нафта, не можат да добијат и нафта од страна од рафинерија и не можат да ги послужат училиштава. Ради тоа, ние дојдовме до ситуација за да направиме од време на време рестрикции, земајќи ги во предвид и протоколите што треба да ги почитуваат училиштава ради вирусот COVID-19, што протоколите кажуваат дека на секои 2 часа училиштава треба да ги отворат прозорите и кога се отворат тие мора да се исклучи парно грејењето за да се направи тоа и после пак ќе ги вклучат. Значи, ние како општина и како сектор за јавни дејности сме цело време во комуникација со училиштава и се подрудиме да го менаџираме оваа ситуација, иако пак ќе кажем оваа ситуација не зависи само од страна на општината, значи ова е глобален проблем и се надеваме дека ова што побрзо ќе поминува. Од секторот велат дека управите на училиштата си помагаат меѓу себе. Тие кои имаат им позајмуваат нафта на оние кои немаат. Такси возачите од Тетово и Тетовско денес остварија средба со градоначалникот на општина Тетово Билјалка Сами, за да разговараат за нивниот сектор и условите во кои работат. Денес кај мене на состанок беа представници на лиценцирани такси компании со кои разговаравме со проблемите со кои тие се соочуваат, како и со решенијата и мерките кои треба да ги превземеме во наредниот период за да ставиме ред и во ова област. Разговаравме за можноста, значи, во наредниот период да се интервенира и полека ситуацијата и во областа на такси превоза да се стави во нормала. За таа цел, дозволете ми да апелирам до сите граѓани, до сите тие кои оперираат
во превозот на лица во градот да искористат месец март за да си набават лиценци, да аплицират за лиценци, за тоа што дадени се насоки на општинските институции, во случајот секторот за општински комунални работи и секторот за инспекцијски надзор, да во текот на март да им излезат во пресрет за да ги набават лиценците и да работат согласно законот. Значи, сите тие кои нема да ги искористат ова можност, од следните месеци ќе има и соодветни мерки, односно казни во соработка со секторот за внатрешни работи, односно со полицијата која ги контролира превозот на луѓето, односно на граѓани во Тетово. Морам да го искажам ова задоволство после 10 години до господинот градоначалник што ни овозможи за да не прими, за да му ги кажеме проблемите кои не тиштат веќе скоро подолг период. Захвалноста е голема од страна на нашите легални радиотакси превозници, така да договорот што се договоривме верувам дека ќе биде испочитувано, така да до крајот на месецот лично јас како председател на Сдружение на такси превозот на Тетово и подпредседател на Асоциацијата на Република Македонија, ги замолувам тие што мислат да ваѓаат лиценца да ваѓаат, да го искористат просторот што градоначалникот им го даде како добра волја негова, така да мислам дека ќе да дојде такси превозот да биде на врвот во градот Тетово. На Државниот универзитет во Тетово се одржа дискусија организирана од Евротинк во соработка со неколку партнерски организации од Италија, Полска и Словенија на тема справување со нелиберални и евроскептични наративи. Денеска на Правниот факултет при Универзитетот во Тетово одржана е конференција на тема евроскептицизам и имавме посебна чест и задоволство што во оваа конференција учествува професори од Полска, од Италија, од Словенија, од Универзитетот во Скопје, невладини здруженија, студенти кои што дискутираа во врска со евроскептицизам. Посебен акцент беше освртан на тоа дали војната во Украина влијае во зајакнување на евроскептицизмот или пак ќе влијае кон забрзување на проширување на Европската Унија, особено према земјите на Западен Балкан. Ставот беше дека ова војна, на жалост, која има тешки последици таму, сепак ќе влијае позитивно и европските народи ќе бидат посвесни и побрзо ќе се заокружува процесот на Европската Унија и према овие земји кон Западен Балкан. Пред војната во Украина имаше поголема евроскептицизам, сомнежите, има идеи и идеологии кои што беа против Европска Унија. Меѓутоа сега сметам дека тие се во паѓање и мислам дека процесот кон проширување на Европската Унија и кон зајакнување на Европската Унија е многу посилен колку што беше порано. Многу интересно е дека ние цело време очекуваме некоја на зголемување на скептицизмот, тоест намалување на евроентузијазмот. Меѓутоа многу често анкетите не покажуваат дека сепак грешиме во тие наши очекувања. Повторно ќе кажам и сега со оваа криза и посебно со тоа како се поставува Европската Унија, колку е спремна да ги прифати сега новите апликации од Украина или од Грузија, би очекувал дека ќе се зголеми повторно скептицизмот, меѓутоа немаме податоци моментално на кои можеме да се потпреме за тоа да го тврдиме. Може да има пораст на скептицизмот поради сите разочарувања, поради неконсистентноста на процесот кој се одвива и поради самата нестабилност моментално во Европа. Денес се одбележува Светскиот ден на бубрегот, а потребата од зголемување на свесноста за здравјето на бубрезите е голема. Секој 10 жител е со одреден степен на бубрежна слабост. Беше истакнато на денешното одбележување во организација на Сдруженијето на бубрежно болни граѓани Нефрон.
колку е сериозна бубрежната болест, укажуваат и статистиките дека практично секој 10-ти адултен жител на земјава е со одреден степен на бубрежна слабост. Или секој трети има некоја шанса од трети до пети жител да развие хронична бубрежна болест. Меѓутоа и наспроти ваквите статистики не секој пат хроничната бубрежна болест или воопшто бубрежните заболувања наоѓаат свое место во големите национални кампањи. Токму тоа е и идејата на Светскиот ден на бубрегот. Колку е сериозна хроничната бубрежна болест видовме и во тек на пандемијата, со тоа што бубрежните заболувања беа рангирани како една од неколкуте коморбидитети или придружни заболувања за тешка клиничка слика на пациентите со COVID-19, а за жал и предиктори за зголемениот морталитет на пациентите со најтешки форми на COVID инфекција во единиците за интензивна нега. Јас уште еднаш ќе апелирам. Не треба да застанеме само на денот кој што денес го одбележуваме, да размислиме за заеднички настапи, за заеднички активности во тек на целата следна година, што ни предстои, па се до следниот ден на бубрег, заеднички да делуваме и само така заедно можеме да допринесеме повеќе нас да не слушнат и тие што ги организираат надлежните инстанции, кои што организираат превентивни прегледи, кои што ги организираат големите национални кампањи да работат практично со нас. Во продолжение деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера во 15 часот и 15 минути 42 годишникот Тетовска Голема Речица пријавил дека околу 11 часот и 45 минути пред неговиот дом бил физички нападнат од 72 годишник од истото село, а поради нивни претходни недоразбирања. Се преземаат мирки за расчистување и документирање на случајот. 38 годишникот Гостиварско Форино вчера во 13 часот и 10 минути пријавил дека околу Пладне пред трговски објект во Форино бил физички нападнат од возач на товарно моторно возило. Поради недоразбирања во сообраќајот се расчистува и документира и овој случај. Вчера исто така во 19 часот 40 годишен гостиварец пријавил дека бил измамен од едно машко лице. Лицето телефонски му се јавило представувајќи се како менаџер на угостителски објект, нарачало 2 фрижидера, наводно за потребите на објектот, како и производи за друго лице во Тетово за поголема сума пари, доведувајќи го во заблуда 40 годишникот. Откако ги платил парите на пријавителот му станало јасно дека е измамен. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Полициски службеници на СВР Тетово вчера во 8 часот на улица Маршал Тито во Тетово, во близина на казино, пронашле малолетно дете пред влезот на објектот, пошто бил повикан неговиот дедо, кој му бил старател и на кого во присуство на представник од Тетовскиот центар за социјални работи му било предадено детето. Се расчистува случајот. Вчера во 18 часот и 15 минути во СВР Тетово пријавено е дека настанал пожар на оџакот од стамбена зграда на улица Браќа Миладинови во Тетово. Повредени лица нема, со интервенција на Тетовската територијална противпожарна единица, пожарот за кусо време е целосно изгаснат. Спроведени контролни активности за брзината со која се движат автомобилите во и надвор од населеното место на 6 локации на подрачјето на СВР Тетово. Полициски службеници вчера од 8 до 20 часот спровеле контролни активности за брзина, во кои вкупно биле изречени 26 мерки, 18 во Тетово и 8 во Гостивар, за пречекорена максимално дозволена брзина надвор од населено место и 3 пречекорувања во населено место. На сите прекршители изготвени им се соодветни поднесоци и ќе се соочат со законски предвидените парични глоби и други мерки, зависно од големината на пречекорената брзина. Вчера исто така на подрачјето на СВР Тетово на 6 локации спроведена е акцијска контрола на возила кои вршат јавен превоз на патници, претежно на автобуси и комбиња. При контролата санкционирани се 4 лица од Гостивар кои не носеле лична заштита на лицето од COVID-19, едно технички неисправно возило, еден возач кој зборувал на мобилен телефон додека го управувал возилото и 2 други видови сообраќајни прекршоци. Технички неисправното возило веднаш е исклучено од сообраќај, додека против сите други прекршители ќе следуваат поднесоци. Вчера пак во Тетово санкционирани биле и 8 возачи почетници, 4 возачи без положен возачки испит и 7 возачи кои непрописно, односно погрешно ги паркирале нивните возила.
Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!